Со одлука на владата се менува законот за градба и се поедноставува постапката, но и времето потребно за инсталирање на фотонапонски централи на покривна куќа, погон или зграда. Според новите измени нема да се бара решение од општината, туку до неа ќе се достави само известување и потребните документи, предпоставување и потоа изјава од изведувачот дека градбата е поставена според проектната документација. Подеден извод од Централен регистар доколку инвеститорот е правно лице, што значи за фирмите или компаниите. Или копија од лична карта доколку инвеститорот е физичко лице, за куќите и домакинствата. Под број 2, имотен лист за објектот на кој се предвидува да се постави фотонапонска електроцентрала. Под број 3, основен проект за поставување на фотонапонска електроцентрала или доколку е во колективна стамбена зграда, писмена согласност за поставување на фотонапонска електроцентрала од мнозинството од собствениците на посебни делови на објектот. Под број 4, основен проект. Фотонапонската централа се поставува од лиценциран изведувач, се пушта во употреба со негова изјава во која гарантира дека е изведена според проектната документација. Фотонапонската електроцентрала е приклучена на електроенергетската инфраструктура, односно приклучокот на ЕВН. Инвеститорот е должен после оваа процедура, примерокот од изјавата на изведувачот да го достави до единицата на локална самоуправа и до Агенцијата за енергетика. Контрола врз зградбата и во овој случај ќе вршат градежните инспектори, дали се поставува согласно овие процедури кои што ги пропишуваме во законот. Домакинствата, малите фирми и советите на станари на стамбените згради ќе можат да постават фотонапонска централа од 6, односно 40 мегават на собствен објект, на објект даден под кирија или на стамбена зграда. Се прават олеснување и на постапките кај ЕВН за приклучок на мрежата. Предлог законот на влада ќе треба да биде изгласан и во собранието.